Доктор Даниловски, Македонија веќе има автохтони случаи на западно-нилска треска или Уест Найл, западен Нил. Вирусот тројца пациенти од утрово веќе се на механичка вентилација, односно во критична состојба и се борат за живот. Дали ова покажува дека вирусот веќе сериозно циркулира и каква е вашата проценка за тоа што не очекува во наредниот период? Па, автохтоните случаи потврдуваат дека вирусот ова лето навистина локално циркулира. Циркулира во така наречениот природен циклус меѓу комарците и птиците. Птиците се резервоарот. Тоа не е неочекувано, бидејќи вирусот е присутен во нашиот регион со години. Еве, тројца пациенти се веќе во критична состојба, тоа навистина заслужува сериозно внимание и истовремено треба да се знае дека тешката форма е ретка. Јас некаде напишав во медиумите 1% само од сите заразени. И се јавува кај мал дел од инфицираните, како што реков, 1%, и најчесто кај постари лица, кај лица со хронични заболувања и со многу ослабен имунитет. Во наредните недели, за жал, може да се очекуваат и уште поединечни случаи, бидејќи сезоната на комарците се уште трае. Епидемиологијата, знаете, не ја проценува состојбата според тоа колку е една вест гласна, од многу страни, туку според тоа што ни покажуваат податоците. Ке видат тоа поединечни случаи. Кажете ми, дали институциите реагираа на време? Говориме за кумарци, нели сезонското и нормално она по редослед прскање против кумарци се спроведува. Меѓутоа, прашањето ми е дали институциите реагираа на време или пропуштија можност со некоја порана превенција и контрола на комарците да го намалат барем ризикот од вакви тешки состојби, бидејќи знаете, нашата популација е воглавно стара. Хроничните болести ретко кој ги нема. Знаете како, кога станува збор за јавното здравје, оценките во принцип треба да следат по една анализа, а не да и претходат оценките, да и претходат анализа. Не е тоа, да речам, стручно фер. По завршување на сезоната ќе може објективно да процениме дали сите мерки биле навремени и доволно ефикасни. Во овој момент најважно е да продолжат епидемиолошкиот и ентомолошкиот надзор, следењето на нови случаи и организирана контрола на комарците. Не веќе прскање со авиони, туку она што се вика теристичка, локално прскање, дезинсекција, зашто тигрестиве комарци што ја пренесуваат оваа треска се слаби летачи и тие се некаде во грмушките на тлото, во воздухот не умеат да одлетаат многу високо. Значи, целта не е да бараме виновници, туку да го намалиме ризикот додека сезоната се уште трае. Кои се трите најважни мерки што треба веднаш да се превземат? Не говорам само за институциите, како центрите за јавно здравје, како институтот, како министерството, туку и за нас граѓаните. Со оглед на тоа што ризикот е доста поголем за таква потешка форма на болест, така и само 1%, и тоа вообичаено барем кај нас се над 60 годишна возраст граѓани. Како да се заштитиме од комарците? Прво, институциите би требало да продолжат со организиран надзор и контрола на комарците таму каде што ризикот е најголем. Второ, граѓаните треба доследно да се заштитуваат од уводи со репеленти, значи средства што ги одбиваат комарците, заштитна облека и отстранување, ова е многу важно, на застојаната вода околу домовите. Во тацни под сакси, во разни сачиња, во порции за домашни миленици. Овие комарци имаат извонредна виталност, тие можат да ги положат јајцата и во многу мали количини вода. И особено стари автомобилски гуми. И трето, по старите лица и хронично болните, доколку добијат висока температура или невролошки симптоми по увод од комарци, веднаш да побараат лекарска помош. Раното препознавање секогаш е многу важно во вакви случаи за навремено лекување. Што е со децата? Никој не спомна досега колку се изложени како ризична група децата, новороденчињата, доенчињата. Интересно е, децата, освен
на многу млада возраст додека имуниот систем не им е доволно развиен, значи до 3 години, не се под висок ризик затоа што децата по природа на работите имаат силен имунолошки систем и не спаѓаат во ризични групи, освен најмалите возраст. За нив би требало да се погрижат родителите да постават комарници, мрежи, да користат еколошки препарати за одбивање на комарците, репеленти и едноставно тоа е единствено што може да се направи. Ви благодарам многу за издвоеното време